Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. Денеска ќе говориме на тема стравови кај децата. По тој повод со нас во студиото имаме психолог и тоа Јана Зенговска, која што е психолог во првата детска амбасада во светот Меѓаши. Добре не дојдовте. Добре најдов. Кај повеќето дечиња во некоја фаза од животот се јавуваат стравови. Кои се најчестите причинители за овие стравови? Така, првен треба да знаат гледачите дека стравот е една од примарните емоции, кои што иако се перцепира како негативна емоција и многу сака да го снема, стравот првенствено има и заштитна улога, одбранбена улога, реакција на ситуации кои што се опасни, па организмот реагира на нив со цел да се заштити. Првенствено стравот кај малите деца се јавува уште на 2-3 месеци од силни звуци кога ќе тропнат родителите, може да видат дека детето, бебенцето се штрекнува. И тоа е затоа што нема преглед на тоа што се случува, е непознато, ненадејно и тоа е причината заради која што се јавува. Во подоцнежниот дел од развојот на детето се јавува страв од губење на предмети или на родителот, бидејќи бебињата се тоа што не им е во видно поле сметаат дека повеќе не постои. И заради тоа многу често може да видат мајките дека кога ги снема од видно поле или некој близок на бебето, од очите на бебето, веднаш почнува да плачат. Да. Кога ќе се појави, се добива таа насмевка дека се чувствува заштитено, прифатено и мама, тато, најблиските се тука за да го заштитат, да го гушнат и така натаму. И родителите во овие фази, значи, има ред на игри и техники со кои што го учат бебето дека иако предметите и личностите не се во видното поле, сепак тие обстојуваат и понатака постојат и полека по текот на развојот се надминуваат, да речеме, овие првични стравови кои што се јавуваат кај бебето. Зошто мислите дека се јавува овој страв од губење на родителите кај малите дечиња? Затоа што родителите се најважни. Затоа што родителите, особено мајката, е символ за нега, заштита, затоа што на првиот плач доаѓа некој да го, мајката е таа која што го утешува, му ги задоволува сите потреби и таткото. И кога вие ќе го изгубите тој кој што е најважен, кој што највише се грижи за вас, вие дава љубовта, нормално е дека се плаши. Првенствено децата се целосно зависни од своите родители. Нема кој да им ја укаже таа нега и грижа доколку родителите не се тука. Родителите им даваат љубов, децата целосно ги сакаат и родителите се секогаш авторитет за нивните деца и затоа се плашим да се изгуби тој кој што ни е најдраг и возрастни луѓе. На средовечни години кога ќе ги изгубат родителите, кога ќе си заминат нивните родители, чувствуваат така, камоли едно детенце кое што е целосно зависно од своите родители. Да. Многу често дечињата се плашат да спијат сами. Зошто се јавува овој страв и родителите имаат проблеми со ова да ги научат да спијат сами во посебна соба? Така, значи, секој учење ќе детето треба да биде постепено, треба да биде со многу објаснување и треба детето да биде сигурно дека родителите се секогаш тука. Кога станува збор за стравот од спиење во сама соба, децата првенствено се плашат од промени. Можеби во тој период се случуваат, зависи периодот кога детето веќе спие само во соба. Значи може да има растење на запчиња, може да е почеток во градинка, може да е почеток на училиште, може да е промена некаква семена, реновирање, купување на нов стан и така натаму. Иако на нас возрастните тие промени не им придаваме значење и ги гледаме само од позитивниот аспект, секоја промена е многу значајна и можеби во блага мера трауматична за детето. Затоа кога го делиме тој процес на сепарација или оттргнување на детето во посебен простор, во посебна соба, треба да внимаваме да не се случувала вакви големи претходно работи. Воедно на детето може да му се дозволи да избере каква боја сака да му биде собата, каква да биде креветот, да му се објасни колку е убаво да биде сам во собата, зависи колку време спиело со родителите, каква била семејната динамика. И најчесто родителите се соочуваат со тоа како да го научат детето. Можеби на почетокот да има отворена врата, да бидат секогаш достапни кога тивко ќе викне мамо.
Да, Или да може тато чуе, да може да. одма да чуе, да дојде да види дека е достапно, дека нема ништо во собата, дека тоа е едно место каде што е негово катче, каде што може да прави тоа што сака и е дозволено, да си лепи стикери, да си спие, да има една позитивна представа и слика за собата зошто е важна, дека може само да се оптегне на креветот, никој не го бутка, ако имаат бебенце дека нема да плаче да го буди и така натаму и така натаму. Која возраст е најпогодна за тоа? Според мене, значи немам некоја конкретна возраст, меѓутоа според мене периодот после 2,5 години кога детето ќе се одвикне да не врши физиолошки потреби во пелене, значи 100% ќе се одвикне без да има и ноќна пелена. Мислам дека е соодветен период постепено да почне да се учи да биде во друга соба, иако зависи од културата на поднебието. Гледаме дека во повеќе западни земји дека од бебе бебињата си имаат посебна соба во која што се спијат, дека не секогаш спијат во соба со родителите, како што е во случаите, да речеме, во Македонија и во повеќето балкански земји, сепак зависи од концептот и на родителите, од поднебието и така натаму. Многу често дечињата знаат да се плашат и од темнина. Зошто е тоа така? На што се должи овој страв и како да се надмине истиот? Знаете, кога е темница, немате преглед, не гледате ништо и може многу често перцепцијата и окото, сетилото за вид ни е едно од основните сетила кое што може да предизвика страв, затоа што гледаме. И кога е темница, децата немаат прегледност да видат што се случува. Може перцепцијата да ги излаже па да гледаат најразлични сенки по прозорите, под зидовите и така натаму. Меѓутоа, стравот од темница исто така е многу важен за тоа како родителите ќе го представат или баби дедовци во зависност од кој што го чуат. Многу често се случува да им се кажува сега е темница, надвор не се искача. Во темница се седи само дома. Тоа го прават во функција да ги научат децата да 9 сати, 10 навечер не се искача, меѓутоа можеби да не седат до доцна, меѓутоа можеби да предизвика страв да надвор е темно, опасно е, не се искача, што да правам јас сам кога е темно во собата во која што седам. Затоа е многу важно кога се пренесуваат одредени пораки до децата, кога сакаме да ги дисциплинираме, да ги научиме дека не треба да седат до доцна, дека кога им кажеме дека треба да си дојдат дома без одредени негодувања, да бидеме јасни во барањата, без метафори, заради тоа што децата не разбираат метафора. Нив им треба стрикно, јасно, конкретно барање да им се објасни. Да. Многу често дечињата кај нас, за жал, имаат страв и од временски непогоди. Да. Значи земјотреси, поплави, кои што беа актуелни во изминатиот период. Како тие да се објаснат на малите деца? Ги имавме, знаете, стравот од непогоди, значи земјотреси, се јавувајќи доста возрастни луѓе. Тоа си има една друга позадина зашто се јавува ке возрастните луѓе, меѓутоа важно е децата да не ги сплашиме и да им објасниме. Тоа јас го правев со моето дете, значи доколку има земјотрес каде треба да застане, дека ништо не е страшно, дека тоа ќе помине и дека сите ние сме тука и ќе бидеме безбедни. Во зависност од возраста на детето да му се објасни како треба да реагира во таква ситуација кога станува збор за поплава, земјотрес и така натаму, без да се дига паника, затоа што водени од земјотресот во 63-та година во Скопје кој што е погоден, многу често имаме приказни ние за тоа колку било страшно. Да. И тие приказни ги пренесуваме трансгенерацијски. Тие приказни моите родители ги раскажуваат на моето дете, ми ги раскажувале на мене. И тоа е една добра и стварно е тоа многу голема трагедија со голем страв, со позадина на смрт и така натаму, кои што несвесно се пренесуваат и на децата. Значи, имаме земјотрес и тоа значи дека сите ќе умрат и мама и тато и ќе биде многу страшно. Затоа и на почетокот кажав, многу е важно како им ги пренесуваме пораките на децата за вакви значајни теми, особено кога рековте загуба и на родител, да. Особено кога станува збори за смртта. Ние не можеме да избегнеме на децата во одреден период да им кажуваме дека некој си заминува или починува. Тоа може да го направиме преку приказна, тоа може да го направиме преку одредени бајки кои што ги има како Бамби и така натаму, на соодветен начин да им го кажеме, без да ги манипулираме и без да ги излажеме дека тој кој што починал не е тука отишол на пат.
Затоа што ако така му ја пренесеме информацијата, многу често подоцна во животот може да се јават одредена друга симптоматологија, па да мислат дека секој кој што иде на пат ќе умре. Да се плашат уште повеќе. Да се плашат уште повеќе од загубите кои што може да настанат и реално настануваат, тоа е реално. Да. Значи тоа е животниот циклус кој што треба да се објасни. Да. Кои стравови се нормални, а за кои можеме да кажеме дека се претирани? Значи, ке малите деца, значи бебињата се јавува страв од високи големи предмети, се јавува страв од губење од виднополен родител, се јавува од силни звуци и така натаму. Во ке предучилишното дете се јавува страв од темнина, кој што го зборевме, страв од животни, страв од во зависност од тоа што го гледаат на телевизија, од одредени вампири, вештери и така натаму. И подоцна во училишните деца обично се јавува страв од неуспех, страв од тестирање, страв да не бидат прифатени од групата и така натаму. Со стравот се реагира физиолошки, значи се јавува, може да се јави тремор, забрзано чукање на срцето, потење на рацете, дрхтење на гласот, повлекување и така натаму. И важно е тие симптоми да се препознаат, да се разговара за истите од страна на родителите, да не биде исмејувано детето, и исто така да не биде омаловажувано, да се намалува вредноста на стравот, као ајде не е ништо тоа, ќе помине, не е толку драматично, те молам не драматизирај. Да. Значи мора да му се даде значење затоа што сите ние различно ги доживуваме. Доколку не се препознаат овие симптоми, да речеме, стравот може да земе поголем интензитет и на физиолошко и на психолошко ниво, при што да го преокупира целокупното живење на детето и да се јават одредени фобии. Кога станува збор за фобиите, значи пошто стравот и фобиите се две различни работи, ке фобиите интензитетот на доживувањето на одредени работи е многу посилен, при што луѓето се свесни дека тоа нема контакт со реалноста и тоа им предизвикува дополнително чувство на срам и повлекување. Да. Меѓутоа, толку многу ги обседнуваат, што често се јавуваат и оние познати во јавноста напади на паника. Да. Кој што навистина за време на нападите на паника, одредени луѓе мислат дека во тој момент ќе починат, дека навистина ќе доживеат инфаркт, дека ќе се случи нешто страшно и толку се тие интензивни. Кога станува збор, значи за било кој страв може да предизвика вакво чувство во зависност од структурата и во зависност колку долго се гаел тој страв и колку долго не му се обрнувало внимание. Веќе кога имаме такви, значи, случаи, мора да се побара стручна помош со цел да се надминат стравовите, со цел да се види која е нивната подлабоко основа и зошто се дошло до таква, да речеме, до таква анксиозност, вознемиреност која што го преокупира целокупното внимание. Не е начин, многу често слушам, особено кога станува збор за стравови од животни. Не е начин ако детето се плаши од куче или од змија, вие да го даете кај најголемото куче, да го гали, да речеш ајде гали се, особено кога станува збор за машки деца. Заради тоа што кај нас и уште важи правилото машко си срамота е да се плашиш од куче. Да, машко е, има чувства, се плаши. Може би тој страв да се надмине преку гледање на фотографии првенствено или змии, често се јавува страв од змии. Фотографии, помали кучења, да види дека е безбедно, да не се форсира детето, туку да се почитуваат неговите граници, неговата потреба во моментот колку може да даде. Секој дополнително притисок представува насилство и представува фиксирање на стравот кој што веќе се јавил од X причини. Да. Колку несоодветната програма на телевизиите или пак пребарувањата на интернет може да предизвикаат стравови кај децата? Многу. Заради тоа што ние, иако има ограничувања возрастни, меѓутоа не верувам дека децата кои што гледаат одредени серии на телевизиите, каде што има насилство, каде што има смрт, каде што има најразлични насилни сцени, дека бидејќи тоа се гледа во семејна атмосфера, каде што родителите загледани повеќето или баби дедовци во емисијата не му објаснуваат на детето што се случува. Нема му е нејасно. Нема му е нејасно, воедно и цртаните филмови.
воцртани филмови кои што се несоодветни за возраста. Ние секогаш, јас апелирам дека кога се гледа телевизија, родителите треба да бидат тука за да му објаснат на детето, затоа што и така се јавуваат стравови. Затоа што детето да го гледа и Кралот Лав, кога ќе види дека неговиот татко починал, него не му е јасно што се случува. И кога ги поставува тие прашања, потребно е да му објасни родителот. Воедно и на пребарувањето на интернет, на телефони, дали имаат контрола родителите кои содржини децата ги гледаат на YouTube. Гледаат најразлични тепања, најразлични удирања, најразлични животни, кои што подонатака, иако вака физички не се гледа во моментот, меѓутоа тие тлеат и може да се препознае дека бара да биде со него во соба, бара кога иде во тоалет малото дете, дој мамо да ми правиш друштво, не ми е страв мене, ама те молам да ми правиш друштво, и така натаму, и така натаму. Треба да се препознаат и да се разговара со детето, меѓутоа ги замолувам родителите да бидат внимателни во изборот на содржини и барам кога веќе гледаат нешто да бидат тука за да бидат отворени да му објаснат на детето подобро доколку не разбираат. Да му кажат не знам. Да. Не е страшно. И тоа. Колку е важно да не се игнорираат стравовите на децата за тие да не прераснат во фобии. Раното препознавање како на сите форми е многу важно. Тоа го кажавме. Значи, родителите кога ќе ги приметат првите знаци дека дете кое што спиело само во соба, кое што не му било страф од темнина, наеднаш се штрецнува, гледа лево десно, ги вика мајка, татко да дојдат или било кој близок што му е со него во другата соба, прашува, а ќе се вратите ли од работа? Се се тоа знаци кои што укажуваат дека детето има многу страф. Препознавањето, првенствено кога се вакви, да речеме, бенигни, родителите може да го прашаат, да разговараат отворено за тоа што се случува, како може да му помогнат и така натаму. Веќе кога ќе видат дека не може да се справат со истото или дека нема подобрување, би било убаво да се обратат на психолог или на друго стручно лице со цел да не прераснат во фобии. Да бидат отворени за проблемите кои што ги носат децата, не е срамота. Да. Господјо Зенговска, за крај на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравјето, дали би сакале да упатите порака до нашите гледачи се разбира на оваа наша денешна тема стравови кај децата? Така, јас би сакала родителите, знам дека тоа го прават родителите, меѓутоа да ги пратат сите реакции кои што повеќето реакции кои што ги имаат децата, да превенираат, да се советуваат, иако се советуваат по социјалните мрежи на најразлични групи, меѓутоа за одредени прашања убаво е да се посоветуваат со стручни лица за да можат полесно да го надминат и да не го задлабочуваат проблемот. Важноста на менталното здравје и кога станува збор мора да ставиме веќе акцент на менталното здравје, особено кај децата. Ви благодарам многу за тоа што одвоивте време и бевте дел од нашата емисија Огледало на здравјето. Ми беше чест и задоволство да разговарам со вас. Ви благодарам на вас и мене ми беше чест. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, на вам ви заблагодарувам за одвоеното внимание. Се надевам ви се допадна денешните совети на нашата емисија Огледало на здравјето. Ви посакувам да бидете во добро здравје. Имајте пријатно попладне. Довидување.